Поздрав, драги гледачи. Вечерва имам привилегија да имам гостинка, наша македонка која живее во Холандија и која се бави со туризам. Јас би те замолила да ми се представиш и да ми ги кажеш твоите први чекори како дојде до тоа да се бавиш со туризам и да носиш гости од Холандија. Фала многу на поканата која тоа морам прво да го кажам. Јас се викам Убавка Бос Илиевска, си го задржав и моето македонско име, затоа што се гордеам. И всушност патот води 33 години кога го запознав мојот маж во Охрид. Тој работеше во туризмот. Јас сум медицинска сестра како прво. Потоа заедно со маж имавме своје 20 години свој кейтеринг бизнис и ресторант. И пред да почне короната, всушност, поради што правевме многу долги денови во ресторанот, седнавме една вечер и си направивме добар муабет. Дали ќе го работиме ова до нашата пензија или ќе се занимаваме со нешто друго, пошто имаме повеќе, да речеме, паси, што се вика, за во животот. Така да се решивме и двајцата исто време го кажавме истото. Ајде да почнеме нешто во туризам во Македонија и да покажеме на светот Македонија колку е убава, колку е прекрасна. Луѓето, земјата, храната, се всушност што Македонија ја карактеризира како моја родна земја, ама и всушност и мислам дека една од најубавите земји во Балканот. И јас го делам твоето мислење. И всушност петокот пред да одиме во локдаун за короната, бевме во ресторант и си ги напишавме првите планови всушност на едно парче, на едно ливче. Така да, мислам дека на 20 ни беше веднаш јасно дека така ќе почнеме и дека ќе продолжиме со тоа до нашата пензија или можеби до нашата смрт. Ја паметите ли првата тура во Македонија? Се разбира. Како, кога ќе направите споредба таа прва тура и сега, од кога постои агенцијата? Ние, всушност, ја почнавме агенцијата во мај. Да. Оваа година почнавме со првата тура. Значи, првите 2 години беше во готовки, во тој смисла што беа само планови, само на хартија. Минатата година во август го продадовме ресторанот, во октомври почнавме да ги посетуваме сите локации и партнери со што ќе работиме, но се разбира, претходно имавме одено ни цела Македонија. Значи, ние стално сме доаѓале на одмор, сме гледале, сме спиеле, сме јаделе во различни ресторани и во различни хотели и локации, во различни фамилии. Ја доаѓам од голема фамилија македонска, што старите традиции кај што уште се сочувани, така да она што го викаат големиот план како ќе бидат нашите тури, веќе постоеше неколку години само на хартија, али во октомври ги почнавме посетата на локациите и на луѓето и во мај оваа година ни беше првата тура. Колку дена е таа? 12 дена. Број на туристи кои ги носи? 16 гостини се максимално. Значи имаме секогаш мала група. Да, тоа е добро. 16 гости може да им обрнеш внимание. Да го одговориш секој прашање. Мислам дека е тоа нешто како... Да се посветиш на секој од нив. Ем за луѓето кај што ги посетуваме, ем за гостите е многу подобро. Затоа што можеш лично да им го поставиш, да им го одговориш прашањето. Но сите прашуваат дали сте вие водичи. Ние не сме водичи. Зборам ние, затоа што ова го работам само заедно со мојот сопруг. Токму тоа е она што е поентата во целиот овој разговор, начинот на работење. Претпоставувам дека процесот на регистрација на туристичка агенција, вие имате туризам, дека не е нешто посебно долго да трае и дека претпоставувам има некоја градација на тие агенции, како што има и овдека на начинот на бавење на туризам. Претпоставувам дека во моментов се бавите само со Македонија. Ние се бавиме само со Македонија и така и ќе остане. Да. Доста луѓе прашуваат зошто не правите комбинации со соседните земји. Точно, тие се сега многу интересни, али мислам дека би било тоа предолго.
Или би се кратела нешто од видувањето во Македонија. Точно. А Македонија има толку многу да се види, да се доживее, што и 12 дена, да речеме, не да се кратки за нашава тура, пошто имаме оваа година 12 дена или 8 дена само имаме тури, не повеќе од тоа, се всушност доволни да се основата на Македонија како земја да им се покажи. Да. И на сите до можноста да може да се вратат пак и да видат тотално друг дел. Така да ова ни е прва година, како што реков, дека сме оперативни, дека работиме со групи, исклучително од сохолаѓани. Другата година најверојатно со белгијанци. Зошто? Затоа што тие го зборат холандскиот јазик, всушност фламски јазик им е. И можеме да го одговориме, ако се водичите се на англиски, можеме да преведеме ние со сопругот, можеме да го преведеме тоа и на сите да им обрнеме внимание. Некогаш ако се постара генерација не зборуваат англиски, нашите водичи зборат англиски во Македонија. И затоа го спомнав тоа дека нашите водичи се секогаш локални. Ако сме во Скопје, водичот е од Скопје. Ако сме во Кратово, се од Кратово. Ако сме во Охрид, секогаш земаме локални водичи. Мислам дека е тоа и подобро доживување и за самите посетители кои доаѓаат, сакаат да го чујат зборот македонски или англиски или сето тоа што се кажува и на некој начин, посебно дека е групата таква, да им се обрне на секого внимание. Кажи ми дали твоето доживување или доживувањето на луѓето кои ги носиш како е во Македонија. Она што ќе го видат и она што го доживуваат, дали им е некако во нивните очекувања или е тоа испод или повеќе од тоа? Предпоставувам дека водите некоја анкета за да можете да ги подобрите тие услови. Во овој момент не, секогаш анкета не водиме затоа што, како што реков, пошто сме само што почнавме, имаме не се занимаваме во овој момент со она што е пишано веднаш да ни даваат фидбек. Точно ги прашуваме, пратете ни мејл. Зошто? Затоа што оваа година ние всушност пробна година и така го викаме. Ја викаме да видиме оваа година ние како сме задоволни што им пружуваме на луѓето и они да ни го напишат тоа, али без формулар, значи направиме. Добро, тоа е исто на некој начин анкета. Сега всушност задоволството, некои луѓе доаѓаат тотално неискусни што се случува и како е Балканот. Значи доаѓаат и веднаш се немаат представа, а кога ќе видат тотално друго имаат замислено. Споредуваат дали е како Чешка, дали е како Полска или нешто. Значи се пријатно изненадени први времето. Кога излезат 99% кои излезат од авион сонце грее. Да. И е друга топлина. Потоа луѓето што ќе ги пречекаат. Кај што спиеме локациите, кај што спиеме не се масни големи хотели. Се луѓе што отвориле свој бизнес. Ние ги потенцираме тоа, им сме благодарни на сите што не пречекуваат на нивна начин. И групата почнува со 16 луѓе што не се знаат и после 2-3 дена прашуваат кој ден сме денеска, гледа колку имаме доживеано. Прво е тоа, турата ни е изградена, има многу сегменти, али секогаш почнуваме во Скопје. Зошто? За да им го кажеме зошто се овдека во Македонија. И во тој смисол веднаш се запознаваат со Македонија. И мислиме дека тоа за нас не беше мислењето во Скопје, веднаш ќе се запознаат со историјата. Затоа што ако почнеме во некој друг град, да речеме Охрид има исто аеродром, можеме таму да летаме со познати агенции, ние сепак во Скопје почнуваме, затоа што ако не знаеш кај почнуваш, иде малата историја, да речеме да ја знаеш на Македонија, нема да сватиш зошто некои ствари во Македонија се како што се. Што посетувате во Скопје? Во Скопје имаме 3 часа имаме водич и почнуваме всушност ги гледаме и новите и старите ствари. Завршуваме со чаршија, се разбира, нема така ни е турата, али се обрнува внимание првин на вековите кои што Македонија била секогаш поробена и на крај на кој начин всушност сме дошле до ова каде што сме. Со убаво објаснување нашиот водич, се разбира и со
доста шега, помеѓу тоа затоа што луѓето, поготово холандјаните, не обожаваат кога ќе се биде ќе има лекција на историја, сакаат со интеракција помеѓу нив да го доживеат тоа и да кажат, да се слушнат зошто, како. Да речеме, мајка Тереза кодиме, кога прашува всушност не се кажува како да е част лекција, прашува дали знаете која е најпознатата мајка во целиот свет, така да луѓе се многу веднаш заинтересирани, ај кај ќе одиме, ќе посетуваме тоа, одиме во се разбира на старата железничка, се кажува дел историјата, архитектурата, зошто вака е, зошто е вака мешавина на толку стилови, храната, мирисот, религијата, зошто имаме и џамија, зошто имаме и црквите се едно до друго и заедно во истовремено се слушаат. Миксот на сето тоа веднаш ги става во Македонија. И дека доаѓаат од земја што е многу, да речеме, ностоп во движење, доаѓаат во Скопје, што исто така е движење. Таа вечер, значи таа вечер од која ќе завршиме турата во Скопје, ние спиеме во манастир, во Соговски. И ме даваме тотално другиот контраст. Како да си во дневна соба, спориш со сите, се запознаваш со твоите, со луѓето што ќе патуваш 12 дена. Дали сте им понудиле во Скопје да пробаат симит погач? Се разбира. Како го доживувате? Сред чаршија. Значи, јас сум љубител. Не, ја која ќе дојдам прво што ќе јадам во Скопје е симит погач. И јас ја сакам. Точно. Али мојот сопруг вика како да јадам леб на леб. Тој е право холандјанец. Значи, нудиме го симит погачата и луѓето, да ти кажам, дека 99,9% го сакаат. И кој ќе го изедат, мал симит погача им нудиме. И на крај машин вика, и на холандски како ви се допаѓа? И луѓе, да, фала Богу, вика, пошто јас вика леб на леб уште не можам да го сватам после 33 години. Лично Македонија има многу специјалитети. Точно. Јас работам една програма која се вика King Marco Land, земјата на крале Марко. Пробувам да направам туризам низ легенди. Кажувајќи им ги легендите и имам обработено храна крале Марко. Тој нема пиперка, нема пацлиџан, пошто ние сме познати, нема пченка, се тоа е донесено од Америка и едноставно тој друг тип некој на јадења кој почетокот ќе те замисли, едноставно после сваќаш дека тоа со векови се јадел. Да, точно. Да. Затоа мислам дека во нашите понуди многу малце се внимава на локалните специјалитети. Предпоставувам дека кај Стевче идете и дека таму кцаната сол исто и можност да си ја сами направат е нешто што е атракција. Точно. И не само тоа. Кој прави од групите пиши во Паликура? Нашата група, да. Затоа што мислам дека туристите се толку заинтересирани со оно да се понуди нешто што го нема во друга држава. Значи, шопинг мол има во цел свет. Јасно. Они доаѓаат за Македонија. Типот на гости за нас е гости што се заинтересирани и за култура, и за кулинарство, и за луѓето, и за народот да видат како живеат без она што го викаат чистата Македонија. Чиста Македонија во случај да речеме како што јас сум одраснала. Значи, со тоа парче леб, со тоа, да речеме, со тој буковец што се прави, со таа пиперка, со тоа тавче гравче. Другото, се разбира, и тоа беше, но порано беше луксузно. Значи, кога нашите туристи секогаш имаат локална храна. Кога ќе ги едно што ги прашувам, дали јадете се насекаде исто. Од првиот до последниот ден на маса се става секогаш различни јадења. Значи, секој крај има и свој специјалитет. И тоа им го нудиме, виното, ракијата, сирењето се разбира. И Македонија има толку многу да се понуди, така да мислам дека е многу едноставно. Како ја доживуваат нашата храна во однос на тоа што навикнале во својата земја да го јадат? Месо. Многу месо има кај нас.
во Македонија. Значи, секогаш вика, леле, толку месо не сум јадал со години. Мислам, секоја вечер, затоа што се разбира повеќето, покушаваат повеќе да се обрнуваат внимание, да зеленчукот да го јадат почесто и кога ќе дојдат во Македонија, секој оброк има месо. Така да тоа се изненадени, а друга страна и го осеќаат вкусот на месото што е тотално различен него во северните. Не само тоа, и останал зарзавотот исто. Патлиџанот. Значи, луѓе си има случајно што никогаш не обожавале патлиџан и овдека од тука кога ќе пробаат првата шопска салата, значи таа им е прва салата што ја пробуваат. Значи, тие се веднаш секој ден би сакаат да нарачуваат шопска салата. Затоа што кога се јадењата што ни се вклучени во турата, секогаш ние одредуваме што јадат тие. За да на крај да не се да јадат 5 или 6 дена само кебапи или 5 или 6 дена само тавче граче, за да имаат искуство со другите. Не само тоа, нашата храна е богата и во однос на период. Не се јаде исто во пролет, во лето или во зима. Точно. Еве кога почнавме оваа година во мај, значи како да им покажеш на луѓе дека пиперките се тек на сред лето. Видовме како се садат и што е работата околу нив. Тоа е сепак прекрасно, но сепак пробуваат ајвар од минатата година. И мислам дека може доста многу да се комбинира. Не мора да биде во тој момент, но во исто време во јуни беревме цреши. Цреши, вишни, потоа јули сливи. Последнава група, пошто само што завршивме со нашата последна група, минатата недела беревме јаболка. Се разбира во Царев двор. Да. Соработуваме со прекрасна. Учествуваат во бербата. Да, и во бербата и всушност таму да речеме има ручек што руралните жени го правеа само за нив. Поддржуваме доста рурална економија и тоа ни е целта. Се обидуваме и затоа секогаш сме отворени за некои нови контакти. Апсолутно, оние класични туристички тури што се нудат, многу малце се внимава колку е доживувањето на туристот кога ќе дојде, бидејќи сега секое јадење кебапчиња или плескавица и компир, и тоа е некоја варијанта во која после 2-3 дена веќе нема да ти биде задоволство, него едноставно малце се внива. Она што малце се внивава е исто така да се прикаже Македонија во своите богатства. Верувам дека имаат можност вашите гости да ја осетат македонската музика, да ја видат, да ги видат рачните изработки на сето тоа што ние го нудиме. Охридо на изработка на хартија или на бисерите е нешто што можеме да бидеме горди дека го имаме и дека го имаме како занает кој се негува со генерации. Да, точно. Всушност, затоа викам, оно што е локално е имам толку многу повеќе да се понуди него што луѓе знаат, како што рече и дури и некои македонци не знаат што има Македонија. Мислам дека во секоја држава е така, затоа што повеќето луѓе одат во страса за да видат нешто, а не знаат што имаат во својата земја. Не е само за Македонија. Јас зборувам и за Холандија, за фамилијата што е таму. Некогаш доаѓаат македонци, што ќе дојдат кај нас на гости и видовме, слушнавме за тоа и всушност ја не сум слушнала, живеам 33 години таму. Мислам, тоа не е нешто што се замерува за македонците. И всушност економски мислам дека и некои ствари се невозможни. Тоа е штета. Што се вика, се гледа дека има некој движење, поготово јас имам усетено, сега коригирајме ако не е точно, дека после короната или за време на короната луѓе почнаа да шетаат многу по планињата, да откриваат толку многу убавини, има толку многу здруженија што одат по планини, по водопадите што никој ги нема видено. И тоа ми се допаѓа многу. Јас многу често кажувам за Охрид, зимско време има период кога е празен. Да. Дека во таа празнина може да се понуди странците, посебно пензионерите, да престојуваат, дали е тоа 20 месец дена, и едноставно не да биде тоа спиење со јадење, него да има некоја можност да се бави со некој занае, да научат да везат, да научат резбарија, да едноставно имаат исполнет ден со тоа што
Дали размислувате на таа тема и дали тоа... Јас мислам лично дека стандардите на европските држави, буквално на пензионерите, ќе им биде поевтино во Македонија него да се во сопствената земја за тој месец. Тоа е точно и ние размислуваме и всушност имаме некој план, тоа е да ќе биде понатаму, се разбира, затоа што доста Холандјани, да речем, тие поминуваат зимно време во Шпанија, порано беше Франција земјата, но сепак поради економски причини, тоа значи дека Франција многу ги покачи цените, видеа дека се многу барани, луѓето се преселија малце појужно Шпанија, така да ги поминуваат цела зима, некаде дека што има малце вода, не за бањање, всушност климата им е погодна. Исто како што е да речеме во Охрид. Мислам дека и така за наето така да го научат или да се занимаваат или всушност обратно. Храна да научат да готват сами, да. Затоа што има толку многу, поготово некои да речеме жени што се многу креативни и можат таа креативност да понудат во некоја школа, во некоја градинка, во некој занает и обратно, да речеме мајстори што се порано да помогнат на локални луѓе што сакаат да научат некој занат. Колку и да сме и во Македонија да сме развиени, некои ствари во западот се малку понапредни. Да го искористиме тоа, да го искористиме знаењето од таму, да го донесеме тука. Исто некои ствари што еве ние доаѓаме од светот на кейтеринг и ресторани. Некои мали ситници, ако ги приметам, секогаш поготово се жени што работат во и ќе си направиме муабет и ќе ги прашам дали ќе ви одговара ако вака, зашто моето знаење може да го пренесам. Не дека сум почесто е овдека, ти си помлада, можеби не си искусна, некои ствари носиш што работиш во странство што се подруго и поефикасни. И ако се луѓето отворени за некој, да речеме, како фидбек или за да научат нешто, секогаш ќе има соработка. Секогаш. Дефинитивно е тоа позитивна варијанта на нештото што можеби ќе ги смени работиве во Македонија. Јас лично сум уверена дека Македонија може да живее од туризам. Меѓутоа не е препознаен во структурите на власта дека тоа е така и да тоа повеќе се направи нешто. Ние имаме факултети, излегуваат студенти со завршени знаења за туризам, меѓутоа тешко се снаоѓаат во реалноста, бидејќи не се погодни сите услови онака како што треба да се тоа работи и да се учи. Да. Едноставно, некако тој дисбаланс е многу голем и никој не размислува дека тука малце повеќе треба да се соработува сите туризмот е соработка со сите. Не може да се каже едно, бидејќи сите сме врзани на некој начин од почетокот на овој разговор па до реализација на било која тура или било која установа која работи во туризмот да има можности да биде подобро, да си го каже својот проблем, да се реализира нешто повеќе. Кажи ми, дали медиумски на некој начин сте покриени во Холандија или како доаѓате до туристите? Пошто реков дека сме дека се разбира дека се поврзани точно. Во секоја работа не си како сама или заедно како пар. Секојаш е тим што всушност соработува. Не зборам тим со луѓе, со ветници, нешто. Тоа не. Зборам во моментот кога ќе почне тура, всушност е партнерите што ти нудат услугите, да речеме, за превоз, шоферот, тоа е дел од тимот, уклучи го. Луѓето што работат во хотели, луѓето што се во ресторани. Однесувај се спрема нив, први, како што сакаш луѓето се однесуваат спрема тебе. Имај почит. Кога имавме ресторанот, секогаш кој ќе први оние што мијат садови, кај нас почнуваат деца млади, 14-15 години, почнуваат првата работа им е тоа. Од секогаш ми кажа, тоа е всушност најважната работа. Ако тањерот не е чист или тенџерето, на крај јадењето нема да го има тој вкус и на крај ќе се разболи. И впечатокот. Значи не почнуваш од куварот дека е тој најважен, се разбира, почнуваш од. Значи и најмалата што се вика најмалиот сегмент е многу важен, бизнисот да биде успешен.
Јас така го гледам, тоа е моја визија. Кој ќе седнеме некаде, сакаш всушност да бидеш послушен и да се однесуваш спрема тебе како тоа што ти сака да се однесуваш спрема. Па не рекле джабе дека туристот е секогаш во право. Точно. Ти можеш да го служиш, ама не си му негова слуга. Јас сум рекла, ама сепак има некоја дистанца што всушност ја очекува. И во Македонија, да речам дека стварно сме луѓе што сакаат да го пружат тоа. И ама зборам за колеги што да речам се водичи, придружувачи, ние сме придружувачи или водичи или што е да е туристички агенции, имајте малце почит спрема не само спрема гостите и тие што ви се од истата држава, македонците сами. Тоа мислам дека е едно нешто што од време на време слушам како во моето време јас почнав како туристички водич меѓу другото и морам да кажам дека живеев буквално од бакшиш. Знаев како да им го извадам тој бакшиш, бидејќи не е исто дали тоа ќе го кажеш на стручни луѓе, дали тоа ќе го кажеш на ученици, дали тоа е пензионери или секој има свој интерес и тука ако ги погодиш не жалат на тоа уживање да ти го осврат. Точно. Пак ќе се вратам на твоите туристи, на каков начин ве наоѓаат и на каков начин кога ќе дојдат во Македонија и доживувањето го доживеа тоа што го доживеа, але ви го возвраќаат. Се разбира, прво се почнува со веб страницата. Први тоа, потоа социјалните мрежи, се разбира, што дефинитивно. Имаме можности, се разбира, преку весници, имаме пратено. Имавме во мај имавме ексклузивно интервју за луѓе што имаат сменета професија, тотално друго што се занимавале, од таму имаме доволно. Имаме можност да рекламираме на Роттердам Airport. Само ми требаат, се разбира, доста материјал ми треба што е со добар квалитет. Почнуваме сега правиме слики, се разбира и се што за големите билборди ти треба добар материјал, така да ако некој се понуди да ја промовираме Македонија, бидете слободни, затоа што имаме ни дадоа бесплатно да можеме да ја промовираме Македонија и тоа сакам да го искористиме тоа да можеме. И дека е првата година сме малце што го викаат low profile, да видиме првин како ќе бидат турите. Сега првата промоција за следната година се гордеам што ќе стоиме на 2 сајми и тоа 2 важни во Холандија. Во јануар имаме на 4 и 5 јануар ќе бидеме локацијата, ќе го кажам на холандски, е Beurs van Berlage, тоа значи е берзата што беше во Амстердам, сред Амстердам, до плоштадот и до палатата е. Тоа се за ексклузивно што патување што се за земји што уште не се познати и само за групи што не поддржуваат маса туризам, всушност се за мали групи. Тоа се гордеам многу. И следното, после неколку дена, од 8 до 12, тоа е во средина на Холандија, Утрехт, со 80.000 посетители, е најважниот сајм за одмори низ цел свет и ние ја представуваме Македонија. Браво. Кажи ми, од која возраст, кој тип на туристи се тие што до сега сте ги донеле и какво е искуството, дали пристапот е кон сите ист? Желбата што да видат и да доживеат. Значи, возраста на нашите гости викаме од 12 до 99 години. 12 затоа што тогаш почнуваат да разбираат и имале историја во училиште. Мислам дека и ако се заинтересирани, тогаш родителите знаат дека нивните деца ќе можат да издржат и да таа тура и ќе имаат сеќавање дека биле во таква земја. 99 викам затоа што холандјаните сепак се нација што обожаваат да шетаат низ цел свет и ако се физички способни, не им смета колку се стари. Значи нашата
нашите најстари посетителки беа 88 години. Браво. А нашите најмлади беа 21 така, оваа година. Сега, другата година, ќе имаме и најверојатно друга варијанта, Fly Drive, така да луѓе, ако сакаат со целата фамилија, изнајмена кола и да направат тура, фамилиарно. Така да фамилиарно може. Така да ќе видиме која ќе биде возраста другата година. Кажи ми колку Македонија им е позната на холанџаните. Познато е дека доста доаѓаат холанџани, благодарение на приказната за Охрид и дека имаме редовно со години големи групи кои доаѓаат во хотелите во Охрид. Да. Освен тоа, денешно време, мислам дека таа приказна може би порано поинаку функционирала, колку сега или воопшто каков е вашиот впечаток, колку Македонија им е позната. Всушност, виновен за што холанѓани доаѓале порано во Македонија е Аден Долард во Охрид, се разбира. И ако ги прочитате книгите, един ден денеска се пейсажи на целата Македонија, колку е прекрасна, прекрасно опишана во неговите книги. Значи, негова вина е што доаѓа. Да. Во ова време некој да, некој не. И мислам дека повеќето знаат Македонија и ќе кажат Македонија, дали беше порано Југославија, секогаш така го поврзуваат тоа. Или ако знаат, некогаш прашуваат, ама блиску ли е до Албанија во тој смисол, или до Бугарија и пола. Мислам, со луѓето што јас сум зборала, се не можам генерално да зборам, пошто немам анкета правена за цела Холандија, али мислам дека тоа е нешто што со годините уште повеќе ќе дознаат, се надеваме. Предпоставувам кога ги носите во Охрид имаат можност да го видат споменикот на Ден Долар и музеот. Какво е нивното доживување тогаш? Дека еве на некој начин сме одале почит на човек кој на некој начин со години е поттик да холанџани доаѓаат во Македонија. Точно. Прекрасно, затоа што всушност ние и спиеме, хотелот што е, кај што локацијата кај што спиеме е всушност 50 метра од така да апсолутно фино е што детево што сега го држи, затоа што се разбира неговиот чичко има што е починат, има почнато со тоа, го има ставено телефонскиот број и ако некогаш доаѓаме во моменти кога е затворено, само треба да се јави и он веднаш е тука и он објаснува со голема страст како зошто постои музеот и тоа е фино. Јас веќе неколку години пробувам Ориент Експрес книгата, што ја има напишано, не е преведена. И мислам дека ни голем дел од книгите не се преведени на македонски, а заслужува да бидат, бидејќи тој навистина ја сакаше Македонија. Има една негова изрека која јас многу често ја употребувам. Ако не постоеше Македонија, требаше да ја измислиме. Точно. На таков човек навистина не можеш да бидеш равнодушен и не можеш да не го почитуваш и да ја препознаеш таа љубов кон оваа земја што ја има тој. Точно. И затоа сегаш кога ќе размислам на тој начин, значи срцето се полни. Дефинитивно. Дали може би размислувате да имате специјализирани тури во однос на приказните, што се да речеме, ќе речам Ориент Експрес, да по таа тура читајќи ја книгата ги видат тие делови денеска какви се. Всушност, секогаш почуваме од почетокот. Значи, оваа година како што понудивме 2 тури, мислам 12 или 8 денешни тури. Понатаму ќе бидат вински тури, значи ќе бидат тематични први. Сега, Господ здравје, понатаму се развива, кој ќе се занимаваш со едно, секогаш добиваш идеја и за други работи. Така да мислам дека ние стоиме отворени, ние сме секогаш заинтересирани за други идеи
Ама тоа со времето ќе се Ќе се, надокнади. ќе си дојде сигурно. Затоа не се плашиме дека нема да ни успее да ја покажеме Македонија. Дали предпоставувам дека Холандија има некој национален јунак. Сега одма проработи мојата идеја да ја поврземе со Крале Марко. Да. Точно со Крале Марко, али мислам дека нашето ово кога поминуваме кај Прилеп или нешто ќе ме кажеме легендите и сето, но секогаш кажуваме доста, обрваме внимание, да речеме Илинденското восстание, тоа да речеме Гоце Делчев кој има матурата во Скопје. Да се струваме секогаш кај Гоце Делчев со почит, црквата Свети Спас, се разбира, но тешко им се имињата да ги запомнат. Јасно. Затоа им ги делиме и секогаш имаат тетрадки за да запишат што како. Но сега се шалим. Запамтете го човекот со големите мусајки. Значи, во моментот кога ќе го спомнам името, сегаш кажам, знаете го човекот што беше со мустајките? О, да. И се враќам неколку пати, значи неколку наши хероини ги спомнуваме со мала шега, ама сепак знаат и на крај мора да запамтат неколку личности што се стварно многу важни, мислам, многу битни за нашата историја и што се гордееме. Ние секогаш го посетуваме Крушево, ние секогаш одиме во Илинден, како што е Македониум, затоа што тој дел треба да се гордееме и спрема моje мислење, малце помалце се обрнува внимание кога ќе се влезе во Македонија на целата приказна на како Македонија е Македонија. Ако збориме за херои, збориме Крушево како место, Илинден или Македониум, кога ќе лезеш внатре ја осеќаш што, како. И всушност луѓето се најмногу одушевени кога ќе влезат внатре и со добар водич кој ќе им се прикаже целата приказна од споменик што 1974 година направен. Ја негува ли Холандија национална свест? Да. Имаат своји јунаци, приказни. Да, се разбира. Па мислам дека не знам дали рано е веројатно, меѓутоа можноста да наши македонци отидат во Холандија и да го доживеат тоа што го холанѓаните го доживуваат во Македонија е нешто што верувам дека би успеало како можност да го направите како туристичка тура. Би било можно, ама мислам дека треба да имате тука агенција или како? Не, нашата агенција значи во Холандија, јас би можела македонци, ама финансиски е многу потешко. Во однос на чинењето. Точно, затоа што луѓето кои пред да почнеме за историјата на Холандија, луѓето се само да посетат Холандија како земја, само да се прошетаат низ старите градови, да им се каже историјата дека холандјаните се толку вредни луѓе, затоа имале толку, да речеме, имале бродови, имале колонии и нивното знаење и нивното богатство датира со многу години. Значи, тоа е држава што секогаш одела напред. Ние сме земја со Македонија била секогаш земја што била под некој друг. Така да се разбира... Ги немала тие можности. Се разбира. Истото за посета, за речеме, македонски туристи во Холандија. Јас многу ми е мило кога се враќаме во Холандија, колку има многу млади парови од Македонија што одат на викенд. И тоа мене толку ми се допаѓа. Одат во петок, се враќаат во понеделник, ќе видат мал дел од Холандија, што како им даваме... Доаѓаат по своја иницијатива. Точно, иницијатива, затоа што можат да летаат Скопје, Ајндховен. Тоа е возможено, спрема цените, може да си најдат некој смештај. Со туристички агенции, ако секогаш има некој што се разбира повеќе ќе кошта и затоа што ноќевањето во Холандија се многу скапи, влезниците се многу скапи. Ама ако го знаат патот, да речеме за некои ствари, за некои работи, да речеме, исто локално да посетат, да речеме, некој што одгледува лалиња или зумбули или што и да е, би било патот по лесен за македонски граѓани да ја посетат. И се надевам, Господ здравје, никогаш не се знае. Имаат ли можност на кои ќе дојдат таму да им е пристапен локален водич кој може да ги води или сами се? Има и тоа и тоа.
Ние, за жал, сме при крај. Времето помина брзо. Да. Барем мене ми помина така. Точно. И јас се надевам дека направивме убав муабет, меѓутоа ако имаш нешто што мислиш дека треба да кажеш, а не сум те прашала или не сме направиле разговор околу тоа. Може би како повик на сите што се рурални места, фамилии, заедници, хотелчиња, што и да е, ако сакаат, ако мислат дека нешто ќе придонесат да ја промовираме Македонија, слободно пишете мејл, секогаш ќе имате одговор. Сега не значи дека со сите ќе соработуваме, затоа што ние секогаш имаме некоја идеја како што. Но чувствувајте се слободно да напишете, пуштите слика, јавете ми се, што и да е, има на нашата веб страница пишува и емейл адресата, и телефонските броеви, или преку на WhatsApp или Viber, може, нека се обратат слободно. Идеше во фотографиите реклама од вашата агенција, така да мислам дека сите оние, се надевам дека ќе имат заинтересирани, ќе може да стапат во контакт со вас. Јас ви посакувам една долгогодишна соработка и една долгогодишна посета на Македонија, бидејќи заслужува, а знам дека холанѓаните ја сакаат. Благодарам и фала ви уште еднаш за оваа можност. Ова беше се, драги гледачи. Јас се надевам дека уживавте во разговорот и дека оние што се од туризмот ќе имаат можност да стапат у контакт и да таа соработка ја направиме подобро.